Со новиот закон за работно ангажирање кој стапи на сила од почетокот на годинава, државата им отвори врата на илјадници пензионери и студенти. Тие сега можат легално да работат без да ги изгубат пензиите и стипендиите. На овој начин, за прв пат во Македонија се регулира сезонското и привремено работно ангажирање. Целта е да се намали сивата економија и да се овозможи флексибилен начин на дополнителна заработка, посебно во угостителството кое години е на колена поради недостаток на кадар. И додека едни се скептични дека ова ќе профункционира и чекаат да им стигне работна сила од азиските земји, други веќе успешно се подготвуваат за предстојната сезона, враќајќи ги токму пензионерите на работните места. Сметам дека во гранка во угостителство ќе биде малку тешкото. Кувари со искуство ретко се слободни, а во другиот дел е физички малку исцрпувачки, така да не верувам дека ќе вроди со плод во поглед на угостителство, освен во делот во кујната. Да, веќе јас имам работено доста. Од пензионерите се договориме дела како што е наложи законот. И јас сум прилично задоволен бидејќи, да бидеме малце искрени, можда на шала, младата генерација се малце подруга од другите. Другите постарите знаат да ја ценат работата и работата ја прават баш професионално и со волја. Експертите по туризам го поздравија новото законско решение. Секој кој што се чувствува работоспособен треба да се вклучи на пазарот на трудот. Ова е олеснителна околност и за студентите, не само за пензионерите. Студентите ќе можат без проблем да работат, да бидат осигурани и целта е всушност да се следи текот на парите, се помалку, односно да се укине она практика на сива економија, каде што добар дел од вработените во угостителството беа плаќани во кеш. Добро е и за угостителите, добро е и за државата, за државниот апарат, а исто така е добро и за вработените, односно оние кои што ќе работат, бидејќи ќе се евидентира нивниот стаж. Легалното работно ангажирање им овозможува работно искуство на студентите. Што се однесува на пензионерите пак, тие до неодамна има ограничени опции. Можеа да работат само со договор на дело или авторски договор, при што работодавецот плаќаше 10% персонален данок, но без социјални придонеси.